Додека Скопје ги брои деновите до доаѓањето на папата Франциск, на неколку места низ градот, веќе четврти ден се брои побарувачката на билети. Помеѓу поштатските штандови за книги во близина на ГТЦ се наоѓа една од билетарите каде заинтересираните ќе можат да обезбедат билет за посетата на папата. Другите два се наоѓаат во близина на црквата Свети Димитрија кај Камениот мост и во близина на спомен куќата на мајка Тереза. Од она што го слушнавме токму таму, но и тука кај ГТЦ, е дека на секој од двете места само од утринава се дадени помеѓу 200 и 300 билети, а очекувањата и проценките се дека и кај црквата Свети Димитрија на тој штанд бројката е тука некаде. На заинтересираните пари не им се потребни. Доволно е да покажат лична карта или да го запишат својот матичен број. Но што значи оваа бројка преточена во одзив? Граѓаните на нашата земја се навистина многу заинтересирани за доаѓањето на папата Франциск во Скопје. Имено во католичката катедрала Пресвето срце Исусово секојдневно доаѓаат бројни граѓани, се пријавуваат и подигнуваат билети за двата настани со папата Франциск. Имам уште само еден ден до кога граѓаните ќе можат да доаѓаат и да подигнуваат билети, значи до 3 мај, петок. Двата настани за кои можат да се обезбедат билети се Светата литургија на плоштадот и екуменската меѓурелигиска средба со младите. Оние што ќе присуствуваат на литургијата ќе мора да бидат на плоштадот најдоцна до 9 часот, додека за вториот настан посетителите најдоцна до 14:30 ќе мора да бидат во Скопската католичка црква. Кога ќе поминува папата Франциск да не се фрлаат никакви предмети во текот на самата литургија, значи треба да се почитуваат оние правила за секоја литургија, нели не сме ракоплескање, не сме да се извикуваат, нели никакви довикувања и така натаму, не сме да се веат знамења, да не се носат транспаренти. Собствениците на билет ќе мора да внимаваат на нивната боја, бидејќи според неа ќе бидат пропуштани на влезовите кон плоштадот. Билетите можат да се најдат во жолта, црвена и сина боја. Пред 9, така?